Добро вечер, мои другари, пријатели, мои членови на Социјалдемократскиот сојуз, членови на Сојуз за Дината, другите партии кои не придржуваат, сите вие кои сте граѓани Долно Кодине, кои дојдете вечерва да им направите оваква чест кој сакам од ова место и користам медиумите, бидејќи немаме на друго место кај да кажеме, да му кажам дека толку луѓе Груевски не може да собере на митинг во Куманова, а ние само во една местна заедница. Ова е прекрасно чувство да си вечерва тука со овие добри, горни, поштени луѓе кои знаат што бидат и луѓе кои знаат на кого дава доверба и со кого се придржуваат. Почитувани присутни, сакам од ова место на македонската јавност, ако дојде до македонската јавност и на Кумановската бранцеја, да ги кажам, џабе ги било и Павел Шатер и Мавел Шатер, без да лажуваат некакви анкети, џабе ги било 24 сата пропаганди на сите национални телевизии, џабе ги било 10-15 плакати излепени, билборди, народот ги прочита и ги процени. Никакви рейтинзи фингирани не ги спасуваат. Народот знае на која страна е и ова е најдобар пример. Верувате, од ова место идам на друго место, каде ме чекат 1000 луѓе, кои никогаш не биде Социјалдемократскиот сојуз, да се видат со мене и да ми дадат доверба. Па какви анкети сакат они, што сакат со мене, на не ги е скроена работата, на 24 е завршена работа, и за мојот колега, жал ми е што човекот ни кривни дужен го ставија во игра, не знам од кои причини, меѓутоа еден човек позитивен го ставаат во игра само да ги прикријат своите прстни работи што ги правеа за Куманово и целиот регион. Почитувани мои пријатели, на 24 една одлука во која ќе се изјасни дали сакате една Македонија која гледате во изминатите 7 години, а предпоставам дека не ја сакате, пошто сте дојдени во оваков број на ова местна заедница и тоа е една гордост да бидат вече тука. Или ќе се изјасните за една друга Македонија која треба да биде просперитетна, европско ориентирана, економски, позитивно настроена, не да имаме Македонија затворена, изолирана, Македонија вратена во античка историја, Македонија скарена со сите соседи, Македонија со највисока број на невработеност, Македонија со најголема ставка на социјала. Вашата одлука е тогаш на 24. Давајќи глас за мене, Зоран Дамјановски, број 42, и давајќи глас за листа на Совети Сојуз за Дината предводен Димитриевски Мач, давате глас за Куманово, онако како што го гледате и како што ќе го представам вечерва со кратката програма, и давате глас за онаа Македонија која да кажем европска, перспективна, економски прогресивна и онаа што е иднината на нашите деца, нашите внуци, нашата иднина за која живееме. Почитувани присутни, ја барам вашата доверба. И тоа што на овие избори излегувам со една визија. 8 години го воде овој град. Направи многу работи. Многу работи не ги доврши. Има многу отворени прашања. И тоа е нормално во еден град, најголема локална самоуправа која 7 години е под тортура на централна власт и како што кажа предходните говорници, ништо не вложија во овој град, а напротив сака и тоа што го имаме да ни го земат со судски блокади, со одзимање на лиценца за гасификација, и у спортот нема сака да истерат од лига. Значи идат до крајност, не тамо што не градат, него и тоа што го имаме сака да ни го земат. Тоа вие на 24 нема да го дозволите. Почитувани граѓани, на 24 гласате за она за која се залага во наредните 4 години. Тоа е капитални инвестиции, општи интерес на граѓаните. Тоа е економскиот развој, индустријската зона во аторот на Речица, до Детој, од левата страна, до Петрата, за Костубик, 60 хектари, 60 нови фабрики, локалната самоуправа го има земјиштето, ќе направиме пристапен пат, канализациона и водоводна мрежа, и бурда, сите инвеститори, македонски, оние ваши, наши кумановци кои сака да градат, не субата рој кој го затворија белосветски криминалци донесуваат тука да градат и да прават нешто измислено. Тука ќе се гради
Hrvatska jedina na ovdje mladi ljude. 1200 novih laboratorija. Donijel ekonomski projekt, Gorionica, Crst, otpad, palačno osobirane Grosvečki, Ogorime, 10 megavati električne energije na čas, 17 milijuna investicija, 250 novih laboratorija. Со чешката влада имаме направено feasibility студија, сега се пред фаза на решување на барање на инвеститор од европските фондови, европските земји и имплементација на 4 години. Завршување на Шорбетско-Ќош административна зграда и комерцијален центар кој ќе има нови 150 до 200 вработувања и 7 милиони евро инвестиција. Сепководот Глажња, Куманово, со што ќе добиеме подобро снабдување на вода за целиот град, бидејќи знаете дека доторот на вода од Липково е сведен на минимум, бидејќи цевките се за профил на градот од пред 50 години. И завршување на аквапарк кој затворениот базен, со што ќе ги запружиме нашите започнати работи од претходниот мандат. И сакам тука да потенцирам дека го делиме нашата визија, нашата програма на два дела. Општи капитални инвестиции, општи интерес и она што го работите вие заедно, моите членови, подржувачи со сите вас граѓани, проект Моето мало. Се оноа што изминатите 4 месеци го работиме е сложено и напишено во програмата и тоа на некој начин за секоја местна заедница има во некој актуален проблем кој се решува. Сакам да го истакнам. Улица 1 и 2 кои треба да бидат асфалтирани во наредните 2 години. 2 и 3 мислам. Сега многу улици во мојата глава, така да нема да замените, тоа го пише во програмата. Улиците 2 и 3 се взема. И приклучување на главниот колектор кој веќе функционира и стајање со војно бојдере ќе биде приоритет од наредни 2 години. Правење на фудбалскиот стадион во атарот на Сточкиот пазар, каде имаме 4 хектари наша површина и изградба на магазински простори за онаа што го збориме една фаза од економскиот развој, бидејќи тука имаме повладени на 4,5 хектари земјиште кое е под општинска контрола, значи во владење на ЈПП земјиште, односно општина Куманово. И сакам да истакнам дека онаа што го градиме во изминатиот период со такво темпо ќе продолжиме тука, ќе створиме услови и амбиент за младите спортување и ќе имаме една посветна перспектива. Не луѓето да ни бегаат надвор државата, луѓето да останат, да стварат тука со своите родители и иднина за ова земја, за овој град. Го повикувам председателот на спортскиот клуб, за фудбалскиот клуб да дојде една гарнитура на дресови од штабот на Социјалдемократскиот сојуз и Сојуз за едината, да ви покарам младите луѓе, бидејќи тука спортот е приоритет, а исто така и да ги видиме на новиот стадион со нови дресови, нови таленти, луѓе кои ќе бидат годни со овој крај на Куманово. Сакам да кажам дека ќе учествувам како граѓани, не како општина, во одборот за изградба на вашата црква, која маркицата е добиена, согласната е добиена и ќе се отпочне со изградба за неколку недели по-кратко, дека од април месец ќе биде и ден, дали пред Великден или после Великден ден, кога ќе почнеме со изградба на црквата во овој крај. И на тој начин ќе бидам дел од сите вие православни луѓе кои ја градите оваа заедница. И на крај да ви кажам, благодарам на сите што дојдовте вечерва, да сте живи и здрави. На 24:42 за Зоран Дагановски, 42 за Советничка листа, да живее Куманово!